Добар ден. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев, почитуван министер за здравство доктор Венко Филипче, почитувани пензионери. Најпрво да изразам голема благодарност и задоволство што во Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија дојде премиерна влада, а исто така и министер за здравство, кој раководи со министерство кое е многу значајно за нас како возрастни граѓани. Со нивното доаѓање тука во Сојузот, ќе се согласите, всушност се испочитува целата пензионерска популација во нашата држава, бидејќи во овој сојуз членуваат 53 здруженија, а над 275.000 пензионери. Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија како невладина, непартиска, граѓанска организација, денеска дел од пензионерите од скопските здруженија, а гледам тука има и од другите градови, ќе имат прилика да бидат присутни на ова работна средба насловена на тема здравствено осигурување и здравствена заштита, на која ќе се говори за прашања кои што се битни и важни за областа од здравството, но верувам дека ќе бидат покренати и дотакнати и други прашања. А за нас пензионерите што е најважно? За нас, ќе се согласите, е најважно да имаме редовна исплата на пензиите, да имаме тековно усогласување, односно зголемување на пензиите, со цел да се одржи реалната вредност на пензиите. Но веднаш потоа, како значајно прашање е темата здравството. Затоа таа тема е постојано во фокусот на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија. Во оваа година, покрај другото, се реши едно многу важно прашање, јас би рекла круцијално прашање за пензионерите, а и останатите граѓани, а тоа е прашањето на квотите, а со поедноставни зборови речено е снабдување на аптеките со лекови во текот на целиот месец. Ние пензионерите, оваа работа да се реши, ја баравме неколку години наназад. Меѓутоа, одговорите беа дека ова прашање е многу сложено, многу деликатно, дека за да се реши треба да се сменат системски закони, но сведоци сме дека формулата да се реши тоа прашање била во нашиот премиер и министерот за здравство и на наше задоволство прашањето за квотите се реши, што навистина беше голем стрес за пензионерите кои што мораа да трчаат да ги набават лековите во првите денови од месецот, а потоа се наоѓаа во многу тешка ситуација. Затоа мислам дека редно е ние пензионерите, а јас верувам дека тоа е така, да ја поздравиме оваа мерка со еден силен аплауз. Почитуван премиер, почитуван министер, ќе ми дозволите уште малку време и да речам дека кога се работи за здравството, Сојузот на Сдруженија на пензионерите е во постојано заседание последните прашања и барања бе. Корисниците на пензија во нашата држава постојано го истакнуваат барањето да бидат ослободени од сите видови на партиципација, право кое тие порано го уживале. За таа цел Сојузот направи компаративна анализа за да се види како тоа е решено во земјите од нашето обкружување. Секако дека тоа како направена анализа и согледување ќе биде доставено до
во надлежните органи, тоа ќе биде Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика, а понатаму процесуирањето ќе биде во надлежност на тие органи. Понатаму, едно од прашањата кое што исто така вие знаете, го барате и го поставувате, е позитивната листа на лекови. Значи, пензионерите бараат позитивната листа на лекови, на неа да се извршат измени и дополнувања, а тоа што значи таа постојано да се апдейтира, односно да се нивелира и да се обновува малтене и на месечно ниво, како што тоа се прави во други земји, за да може на неа да се најдат и поквалитетни лекови, да се заменат, да се најдат други поквалитетни лекови кои што ќе се адекватни и ќе одговарат на денешната современа медицина, односно на медицинските достигнувања во тој дел. И за оваа работа нам ни се одговара дека исто така се работи за деликатно, сложено, недопирливо прашање, но ние веруваме и во премиерот, и во министерот, дека ќе се отвори оваа прашање и дека ќе настанат измени и нивелирање на позитивната листа на лекови, што ќе обезбеди поквалитетен живот на населението, а вклучувајќи ги пред се пензионерите како возрастна популација. Зошто ние да сме држава во која, колку што ја имам информација, не ме држате за збор, скоро 15 години таа листа не ја имаме променето. Натаму, ќе ми дозволите уште неколку прашања, не може да не го спомнам прашањето на обезбедување простор, геријатриски простор за пензионерите, кој што е во дефицит во нашата држава, а исто така и изградба на државни старски домови, како што вие тоа го барате, бидејќи сместувањето во приватните домови е тешко, имајќи ги предвид пензиите што ги примаат нашите пензионери и цените кои што таму се утврдени. И на тој план има размислување и предлози од наша страна, ако може да се обезбеди субвенционирање на тие цени за сместување во приватните пензионерски домови, каде што нормално се знае дека има и многу добри услови за сместување, меѓутоа тоа не може да си го приушти секој пензионер. Понатаму ние ги поздравуваме и овие мерки што значат социјални сервиси за услуги на пензионерите, на старите лица во домашна средина, и свесни сме и сакаме и знаеме дека секој пензионер, најдобро му е да остане што подолго во својот дом, на својата фотелја, да си биде во својата улица со своите пријатели, отколку сето тоа да го напушти, но доаѓа време кога и тој мора да биде сместен и збринат во соодветна институција. Значи, тука нека извини и премиерот и министерот, јас не можев ова прашање да го заобиколам, меѓутоа верувам дека ќе добиеме и соодветно образложение дека на тој план работите не се запоставени, туку се работат и има активности. Понатаму, исто така би го истакнала и прашањето за истовремено функционирање на теренскиот доктор и на подвижната аптека, како ја викат аптека на тркала, која што ги врши здравствените услуги по руралните средини. И ако сакаме да имаме успех на тој план, подобро знае министерот, е можно само ако тие две работи функционират во исто време. Вие ако испратите теренски доктор, а немате аптека, не сме направиле ништо, затоа што старото лице ќе мора да оди во градот да ги набавува лековите. Значи резултатот ќе не биде многу слаб и незавршен до крај. Тука мислам дека некаде низ државата имаме позитивни импути на тој план, а некаде тие аптеки се уште не функционираат. Сето тоа се информации кои што ние ги добиваме од нашите здруженија, од комисиите за здравство и социјална политика и се третираат на Комисијата за здравство и социјална политика во Сојузот. Тоа е можеби една од активните комисии, можеби заради содржината и на областа која што тие ја третираат. Наредното прашање е уште 2-3, мислам дека имам, иако ги има многу,
кога е во прашање здравство, е обезбедување на целосна болничка терапија на возрастните луѓе, верувам дека се во прашање другите граѓани, кои ќе одите вие на болничко лекување, ве третират ако сте повредиле колк, ви дават лекови, нели само за колкот, а за другите останати хронични болести, што стигнуваат информации до мене, морате вие сами да ги обезбедите. Мислам дека тука е работа која што нашиот министер ќе може многу лесно да ја реши. И уште едно прашање, а тоа е битно за пензионерите, да се измени таа правна рамка, што е тој правилник што е за оценка на работната способност на возачите, каде што се бараат премногу докази, таа не била помената долго време. Ние од тука имаме пратено еден иницијален текст за измени на тој правилник, да се тој осовремени и веруваме дека и тоа прашање ќе може да се реши. И на крајот би рекла дека за возрастните луѓе, за пензионерите, многу е битен односот кон нив во здравствените институции, почнувајќи од матичниот лекар па до сместувањето болничко. Тој однос многу на нив им значи. А исто така, јас би го замолила министерот за здравство да не прашуваат кој ќе побараме брза помош да дојде дома, кој сака пред неговата врата да стои брза помош? Никој. Ја вика таа помош само кога е потребно, а јас во име на сите пензионери би замолила да не прашуваат колку години имаме, затоа што тоа го нарушува нашето достоинство. Понатаму би рекла, еве, уште две-три реченици имам, ние постојано некои барања ги повторуваме и јас тука јасно и гласно ќе кажам дека да, тоа ние не го правиме само затоа што сме стари, туку го правиме за да може, нели, да ги повторуваме нашите барања, за да стигнат до оние субјекти кои што ќе треба тоа прашање да го решат. Затоа и постојано нив ги повторуваме. И на крајот, пензионерите, додека биле во нивниот работен век, си го плаќале задолжителниот придонес за здравствено осигурување, а ние тогаш не знаевме што е лекар, не одевме на лекар и ретко нели, ги користевме тие здравствени услуги, и сега кога дојде третото доба, тоа е процесот на животот и возраста, се наоѓаме во ситуација да мораме да побараме, нели, да бидеме поголеми консументи на лекарства и да бидеме по болниците сместени, но и сега кога сме пензионери, веднаш штом ќе се исплатат пензиите месечно, за кои што исто така треба огромна сума на пари, околу 75 милиарди денари за секој месец, а за веднаш штом ќе се исплатат пензиите, се фондот ја исполнува обврската на име придонес за здравствено осигурување, а тоа е, ми се чини, околу 8,9 милиарди денари. И тоа се големи пари кои што одат на касата на фондот за здравствено осигурување. Сакам да кажам, да не бидам погрешно сватена, дека ние како возрастна популација достоинствено сме ги извршувале своите обврски и додека работевме, нели, така бевме и воспитувани и градени, а и сега сме најредовни плаќачи на сметките и на сите наши обврски што ги имаме, да не речам, со нашите пензии го обезбедуваме на некој начин и социјалниот мир во државата. Затоа се ова што се направи овие 2 години во делот на усогласување на пензиите, во делот на здравството и во други области, пензионерите сите тие мерки ги поддржуваат нормално и ги поздравуваат, затоа што се виде дека тие не се запоставени. Јас само на крајот ќе ги парафразирам зборовите на нашиот премиер, кога беше минатата година на нашите републички спортски игри, и премиерот таму кажа, а и некои луѓе го повторуваат тоа, дека јас како премиер, извините, ја запамтив што рековте, ги следам трендовите и процесите и начинот на грижата на старите луѓе во европските земји.
Ние тука максимално ќе се ангажираме и ќе се потрудиме тоа да го направиме и аплицираме во нашата татковина. Ви благодарам. Јас се извинувам. Одзедов многу време, но мора овие работи да ги истакнам, а сега би го замолила да ви се обрати премиер. Одлучивме да дојдеме токму кај вас, кај Сојузот на пензионерите, за да изразиме почит. И да таа дискусија која што ни отпочната, континуирано се држи со мене лично како премиер, со министерката за труд и социјална политика, министерот за здравство, но и другите соодветни министри, да ја продолжиме. Имаме успеси заеднички кои што сме ги постигнале, ама не треба да застанеме тука. Затоа беше многу соодветно претседателката на Сојузот на пензионерите да ги номинира сите се уште отворени прашања, за да може да останат промеморија и преку оваа камера, но и со нас, нашето присуство овде, да продолжиме да правиме еден позитивен притисок на вистина она што е квалитет на живот за пензионерите во современите европски земји, да го донесеме тука, во татковината. Затоа што на крајот живот е еден, ако некој заслужил во државата, сте заслужиле вие, се што ние помладите имаме денеска, работиме, надокрадуваме, сте ни го оставиле вие. Имајќи го тоа во предвид, што е наше минимум обврска, да го надоградуваме. И да внимаваме на сите оние што ни оставиле во наследство. Оти после тоа па ние ќе сакаме да внимават тие по нас што доаѓат, што оставиле во наследство. Така да во едни такви околности денеска дојдовме овде да ги преповториме и заокружиме сите денешни успеси, но и да ги слушнеме сите следни аспирации, така да кажем, на нашето општество, за да можеме да го напредиме севкупниот квалитет на живот. Јас и од тука ќе почнам. Ние како влада одлучивме да инвестираме во човечкиот капитал. Веруваме дека ако народот нема повеќе пари, тоа на некој начин и се враќа на државата пак. Со сите ваши сметки што ги плаќате, со сите трошоци кои што ги покривате, секаде државата е некаде партнер заради тоа што во сметките има данок. Државата својот дел си го зима повторно. Генерално, дали се помладите граѓани, дали се средните генерации, дали се пензионерите во нашата земја, дефинитивно сите парите што ги добиваме по било кој основ ги трошиме. Дури кога ги штедиме во одреден момент, ќе ги дособереме и ќе купиме 3 собички за децата кои што пораснале, па треба се мажат да се женат, или внуците дошле, па ќе ги помогнеме младите. И тоа е филозофијата на живењето. Она која што е многу важно, преку ваквите политики кои што ги развиваме, ние одлучивме прво да градиме сериозни политики. Треба да знаете дека фондот за пензиско осигурување имаше големи проблеми во минатото. Бројките беа од 24 милиарди денари дополнително додавање од буџетот, па порасна на 26 милиарди, па на 27 милиарди, па на 28.500, па стигнаа 30 милиарди денари 2018 година. И ние одлучивме дека не само што тоа го загрозува идното исплаќање на пензии на следните пензионери, туку може да го загрози и на денешните пензионери редовноста во пензионирањето. Не беше лесна мерката, имаме и критики некој пат, сме зголемиле придонесите или слично, одлучивме да преземеме одговорни политики. 0,5% ги зголемивме придонесите 2019 година, оваа година и следната 2020 година. Со тоа од тие 0,5, 0,4 оди во пензискиот фонд, 0,1 оди во здравствениот фонд. Но со 0,4 зголемувањето на придонесите од 30 милиарди, колку што бевме стигнати за потребата од буџет да даваме пари во фондот за пензиско, таа веднаш 2019 година падна под 27 милиарди. Значи не само што го стабилизиравме, таа почна да се намалува. Таа разлика ние од 3 милиарди и 150 милиони, по последните пресметки беше таа, можевме да одлучиме да оди, не знам, во здравство, во образование или секаде, ние одлучивме. Поради тоа што одреден период самата нивелација на пензиите предизвикуваше многу мал раст на пензиите. 37 денари последното или слично, одлучивме тие 3 милиарди и 100 да ги поделиме на пензионерите. Тоа се ваши пари од фондот за пензиско. Во такви околности, кога имаме стабилизиран фонд, тие пари ги распределуваме во пораст на пензиите за сите, а фондот ни останува стабилизиран. Дополнително доаѓа 2020 година, која што уште повеќе треба да ги намалиме потребите од буџетски додатоци према
фондот за пензиско. Тоа значи надежност преку ваквите сериозни политики за воиднина со одлично динамично темпо да растат пензиите. Јас ќе направам една паралела на целиот овој процес. Во последните 2 години, заклучно со пензиите од 1 јануари, кои што ќе бидат зголемени за 700 денари и заради редовното годишно зголемување дополнителните 200 денари, ќе имаме 2020 година покачување на пензиите од 900 денари. И тоа во ниједна рака нема да го дестабилизира, загрози или на било кој начин стави под ризик пензискиот фонд. Не, туку 2020 година дава веќе нови можности. Зошто? Заради тоа што има 0,5% дополнително. Другиот важен дел, кој што треба да го знаете, вие сте нашите родители, сте создавале цел систем, кој што денеска ни е нашата татковина, овозможува новите бројки на вработливост во државата да гарантираат дополнителни редовни приходи во пензискиот фонд. Секако и во здравствениот, и во агенцијата за вработување и слично. Во последните 2,5 години имаме 54.350 нови работни места. Од сите нив се плаќаат придонесите во пензискиот фонд. Тоа значи, како се отварат нови работни места, така се зголемуваат придонесите. Тој основ пред 2,5 години беше 738.000 вработливи граѓани, што работат. Сега е 792.000. Значи, тоа е зголемено за повеќе од 55.000 едно на друго во самата наша земја. Сите тие се полначи на буџет. Следната друга работа е платите во државата растат. Ја отвараме минималната плата, заради тоа што доаѓаме и веднаш во поместувањето на минималната пензија, и отвараме субституцијата на придонесите на плати, и им викаме на сите газди, работодавачи, менаџери, зголемете ги платите до 100 евра, ние ќе ги платиме придонесите од државниот буџет. Тука определивме дополнително 2 милиарди и 400, од кои што 2 милиарди одат директно во пензискиот фонд. Оти ние, за секој што ќе ги покачи платите, државата ќе ги плати придонесите. Ама покачените плати, исто така, кои што во иднина ќе растат, значат и нови дополнителни приходи во пензискиот фонд. Она што сакам да го знаете, нашиот заеднички фонд за пензионерите е стабилен и е во кондиција да оди со сериозно зголемување на пензиите. Во сите овие 2 години позади нас, 2 години и 4-5 месеци, пензиите вкупно во просек се зголемени за 1746 денари, вклучувајќи ги овие 900 денари што од јануари ќе тргнат, односно меѓу 1 и 3, кога се исплаќа пензијата во февруари, за јануарската пензија ќе добиете. Многу е важно да го знаете тоа од каде доаѓа. Затоа што се слуша во јавноста, заради избори било, заради не знам што било, ние го најавивме уште кога ги носевме тешките политики. Дека сите тешки политики, кои што беа промена на уставно име, договор со Бугарија, концептот едно општество за сите, отварањето на перспективите кон НАТО и Европската унија, сето тоа го направивме заради по-јак економски стандард на нашиот народ. И веќе првите резултати доаѓаат. Не само што имаме веќе капацитетност како држава за пораст на пензиите, 322.000 се пензионери во државата. Туку имаме можност лекарите, од матичните лекари, преку капитациите, до специјалистите, медицинските сестри, болничкиот персонал, комплетно, сите да добијат покачени пензии. Зошто? Заради тоа што тоа се првиот бран на луѓе кои што водат грижа за нашето здравје. Да, повозрастните луѓе ни се нормално, како и во свет, со понарушено здравје, но и кај младите и кај средните генерации здравјето е дискутабилна работа. Не знаете кога ќе дојде да се наруши. И нема поважна работа во семејството од здравјето. Кога ќе дојде, прво тоа се решава, после другите работи ги мислиме. Во такви едни околности создаваме таков тип на политики. Паралелно со тие политики, кои што ги овозможивме, се случи сериозен раст во нашата економија. Ние имаме 3,6% раст во првото полугодие, каде што во мај имавме председателски избори. Кога бевме на последните средби во домот на армијата, имавме завршено прво полугодие 4,1 беше растот. Третиот квартал го очекуваме кај да се појави. Сите индикатори кажуваат дека над 4% ќе расте. Продолжуваме со сериозен раст. Треба да знаете што значи 4% раст од бруто домашниот производ. Ако е 12 милиарди евра бруто домашниот производ во државата, 4% е 480 милиони евра раст на нашето производство домашно, се вкупно. Приходите во државата растат со 7%. Сите тие приходи, кај треба да ги распределиме?
кај човечкиот фактор. Најповеќе да имаме просветни работници достоинствени, со достоинствена плата. Здравството го кажав, целосно, тоа е еден од приоритетите. Социјалните работници во детските градинки, центрите за социјални работи мора да бидат мотивирани. Во моментот решаваме нивелациите во културата. Армијата е веќе дигната на едно посериозно ниво, заради НАТО стандардите кои што одиме секоја година, растат примањата кај нив, но и условите кои што ги обезбедуваме. Веќе следната година, некаде при крајот, ќе се интервенира во внатрешни работи, во полицијата, во сето тоа што е значајно. Но најважниот дел е, имаме капацитетност да ги дигаме сите плати, најповеќе во приватниот сектор. Оти таму ни работат најголем дел од граѓаните. Така да во едни вакви околности, она што треба да се знае дека просечната пензија со јануарската исплата на пензија во 2020 година предвидено е покачување со кое што ќе дојдеме до просек од 15.500 денари. Најголема рефлексија на покачувањето ќе имат најмалите пензии, средните исто така, но и повисоките пензии. Ќе имаме едно сериозно покачување кое што просечната пензија ја дига веќе на едно посериозно ниво. Она кое што е многу значајно во целиот тој дел, да знаете дека во иднина, во целиот период, за сметка на полугодишното нивелирање на пензиите, се случуваше една така да ја наречем, јас се нареков јавна измама. Се случуваше заради популистички цели, во одреден период да се направи покачување од 654 денари за 12 месеци, што значеше помалку од 60 денари месечно. Обично пред избори или слично, кога се случуваа ваквите промени. Сега кај нас покачувањето во просек секој месец е 850 денари. На годишно ниво тоа доаѓа околу 10.000 денари за пензионер повеќе пари. А не 654 ќе одадете на крајот на годината, тоа месечно, кога ќе го пресметете, излегува по 60 денари дека е покачено. Тоа се несериозни политики. Прво, тие се одрживи политики, сега кои што ги градиме, да знаете дека со нас работи Светска банка, PBG-то, кој што го освоивме, генерално, мора да го гарантира стабилноста на пензискиот фонд, сегашна и идна, за да можат со таа стабилност да се нивелираат самите пензии, да се следи квалитетот на животот. Затоа што ако просечните плати во последните 2 години пораснале за 2297 денари, логично е да пораснат пензиите за 900 денари. Многу е логично, заради тоа што држајќи го целиот тој просек. Минималната плата веќе со законот што е донесен е 14.500 денари, порано беше 9.000 денари. Значи стандардот го јакнеме на луѓето и веруваме дека и во иднина ќе успееме токму во тој правец да ги тераме политиките. Исто така, она кое што е значајно на сиромашните граѓани, овозможивме да ја зголемиме социјалниот придонес кој што го добиваат за 300%. Имавме 2.900 денари, 3.200, 2.700 денари на 4 члено, на 5 члено семејство помош. Сега 11.770 денари социјалната помош. Тоа се значајни придобивки. На крајот на денот, со сите тие придобивки, ние веруваме дека овозможуваме директно зголемена приватна потрошувачка кај граѓаните. Со таа приватна потрошувачка се движи економијата. Кога зборуваме дури и со бизнис секторот, викаме, кога пензионерите имат повеќе пари, работниците имат повеќе пари, тие ќе купуваат и повеќе производи кај вас. Сите сакат да имат повеќе. Нема доволно средства, значи сите сакат. Второ, сите комунални сметки ќе имат поголема можност да ги плаќат граѓаните. Никој не ќе да остане должен. Пензионерите се најголемите и најсериозните плаќачи во државата. Затоа и претседателката со право кажа, ние парите некако ви ги враќаме назад пак. Дали преку плаќање на сметките, дали преку одредени кредити и рати кои што имате вие или децата. Така е, тука сте. Партиципирате во школувањето на вашите внуци, на секаде. Плаќате чланарини секакви. Секаде државата има ДДВ. И тука пак државата си го зима својот дел. Така да се вкупните овие политики навистина носат резултат. Она кое што е многу значајно за нас, успеавме и ќе ја кажам која е филозофијата. 7 години се дискутираше за овие пусти квоти за лековите, закони треба да се сменат. Дали тоа може да се направи или слично? Знаете каде најдовме решението? Во храброст. Колку и да чине, пуштајте. За нашите граѓани е тоа. Најголем дел конзументи на лекови се повозрасните луѓе, но и бебињата конзумираат лекови. И младите, и децата, и средните генерации. Нема поважно од здравјето.
Пуштете го. Ама зајакнете ги контролите на можните манипулации. И го направивме тоа. Денеска докажавме дека можно е од 1 до 31 да има лекови, да не се случи на 5 веќе да ги снема, заради тоа што луѓето нормално, имајќи потреба, препишени рецепти, знаат колку им треба, меѓу први и пети сите одеа да ги земат лековите. И се случише празнење на самите аптеки. Психолошкиот момент создаваше дури и домашни аптеки кај одреден дел на корисници на лековите. Сега кога го пуштивме тоа, сакам да знаете дека не го изголемува трошоците на фондот за здравство тоа, туку ги држи на едно стабилно ниво. Туку дури во одредени области, кај што се погодило да има позасилена контрола, се дури и за малку паднати самите трошоци. Тоа кажува дека е долги години на голема неправда. Тој што е болен човек, му треба лекот и психолошки не знае дали ќе го има, тој не оздравува. Тој може само да ја продуцира болест од грижи. Сега и психолошки создаваме една можност да бидат порелаксирани барем во таа област нашите граѓани. Истовремено, од минатата недела почната и вакцинацијата против сезонскиот грип. Венко ќе зборува малку повеќе во детали за оваа работа и сакам да знаете дека секаде каде што можеме да дадеме дополнителен придонос, тоа го правиме. До сега успеавме да воведеме бесплатно болничко лекување за сите пензионери кои што имаат подпросечната пензија. И дополнително пределуваме во 2020 година 89 милиони денари за болничко лекување без наплата на партиципација за оваа работа. Значи државата мора да плати на здравствениот систем. Како ни јакне државата, ние тенденцијата ќе оди до крај на вистина како што е решено и во европските земји и во некои соседни земји кои што посебно се и членки на Европската унија, токму и тоа да го растеме. Вие знаете дека таргетите кои што ги поставивме за раст на економијата ги исполнуваме и ако продолжиме со успешните политики на интеграцијата, на стабилност, на мирот, на безбедност, на пријателство, ќе расте економијата. Кога расте економијата, тоа создава благосостојба за сите. Важно ми е да се обратам на едно многу друго прашање, во здравството ќе збори министерот и не сакам тие теми јас да ги поклопам. Сакам да знаете дека сме свесни за најголем процент на вашата грижа, тоа се децата и младите. Знам дека голема енергија, капацитет и од вашите пензии, и од време, и од посветеност правите према децата и младите. Развиваме сериозни политики тука. Најновата е младинскиот додаток. Секој млад човек до 23 години што ќе тргне на работа, зима плата, осигуран пријавен секаде. Државата ќе му даде 3000 денари, ако е тоа во производство, за да го мотивираме да оди на работа дополнително. При тоа, претходните мерки кои што ги носевме беа за поддршка на стандардот на младите луѓе. Значи сите што работат, ако им се зголеми платата, државата ќе им плати придонесите. Преку младинската гаранција се ангажирани некаде, сега ќе кажем тука точните бројки, например 19.800 луѓе, пред се млади луѓе со младинската гаранција кои што значат трајно нивно вработување, тренинг и подготовка за лесно да најдат работа, нивна доквалификација која што имат, но и до образование, да магистрират, да докторират за сите видови на млади луѓе во делот на видови како се насочени за нивните перспективи во животот кој што доаѓа. Со сите овие мерки кои што секако ги продуцираме, ние веруваме дека ќе создадеме амбиент младите да останат овде. Овде да создаваат иднина, да не заминуваат, заради тоа што треба да имаат повисоки плати, треба да имаат достоинствени работни места, но истовремено сите тие млади луѓе мора да имаат и атмосфера примамлива за живот овде. Да ги демотивираме од нивната намера да ја движат државата. Оти ако останат овде, тие млади луѓе сите работат. Полнат буџет, полнат фонд за пензиско, полнат фонд за здравство. И требаат сите млади луѓе да останат овде, навистина посветени точно на овие постапки. Да не зборувам по сите области во земјоделието. Млад човек, ако се бави со земјоделие, може да аплицира и да земе 20.000 евра грант, неповратен, ако е човек од рурално место. Информатичари и млади луѓе имат на располагање 35,1 милион денари за преквалификација, за да можат по новите технологии да ги обучиме за компјутерите. Цела една лепеза на мерки се направени за да можеме младите луѓе да ги вработиме. А ако ги вработиме, вие по возрастите помалку и ќе треба да помагате дома. Оти секој сака да си самостоен, вика родителот додека е жив, живее да помага на своите деца. Тука нема дилема.
Ама не е се исто ако тоа е наше дете, само се обезбедува своја екзистенција, а ние родителите, повозрастните, можеме само понекогаш да помогнеме или да им бидеме тука, да им се најдеме во тоа што представува секако нивен живот и нивна живеачка. Во тој аспект, сакам председателке да знаете дека ги следиме сите ваши укажувања кои што ги кажувате. Мене ми е јасно дека здравствениот систем е топ приоритет, најважниот приоритет. Колку повеќе овозможуваме улеснување за повозрастните луѓе, за пензионерите, толку ќе го направиме и подостоинствен животот. Убаво е што кажавте, мора да се внимава на достоинството на нашите родители. Дури кога се јавуваме, треба да внимаваме. Значи, кој да е болничката кола, треба да дојде, која е повикана. Ема сега колку години сте, колку не сте години. Треба да дојде. Бесплатното болничко лекување е важна работа. Сместувањето во старечките домови, може е тоа 5 до 7% од вкупните пензионери, но тоа се исто наши родители кои што треба да најдеме начин. Дел се државните пензиски домови, пензионерски домови што сакаме да ги правиме. Ево следниот проект во Кочани го развиваме, 2,5 милиони евра е, државата ќе алоцира средства за оваа работа и продолжуваме понатаму во државни. Тие што се отвараат приватните пензиски фондови, намерата ни е ние да правиме овде субституција за сите оние пензионери кои што не можат да си дозволат. Се зема пензија 15.800 еве најминималните пензии или средните пензии кои што ќе видат, во старечки дом е 22.000 или 24. Од кај сака човекот оди, тоа е ни напред, горе, вика високо, доле длабоко, нема како, државата мора да улета и гледаме да смогнеме сили и капацитетност и тоа да го правиме. Дополнително имаме можност да испорачаме сега, веќе почнаа конкурсите домашна нега. Има веќе одредени институции кои што се специализирани, државата ќе ги плаќа, директно се вклучени и општините преку овие мерки, директно за да може да дојдат дома, има изнемоштени луѓе. Децата се во Австралија, во Америка или било, нема кој да ги гледа. Значи мораме такви работи да дефинираме. Знаете дека за еден куп луѓе кои што се над 65 години, во моментот се веќе 2600 аплицирани, таа бројка расте, ја воведовме државната социјална пензија, така вика. Тоа не оди од пензискиот систем, е социјален надоместок, но ги осигуравме тие луѓе дома. Работеле цел живот, обично се луѓе земјоделци, кои што немале осигурување со се, ама никој не ги прашува од што живеат тие луѓе. Сега и они плаќаат дома сметки за струја, за вода, за се. Од што? Не може повеќе по полето да работи. Годините си го направиле своето. Државата мора да води грижа. Затоа сите создаваме еден систем што се вика татковина наша, Република Северна Македонија, за да може да води паралелно грижа за сите. Ке застанам јас тука председателке, сакав сите овие работи да ги споделам со вас, за да изразам почит од име моје, од име на владата и парламентот кој што не следи заедно со сите овие политики. Сега ќе му дадам збор со ваша дозвола, ако може, на министерот да каже одредени работи во делот на здравство. Ви благодарам за внимание. Благодарам. Прво морам да кажам дека ми е навистина чест што имам можност да бидам тука гостин заедно со премиерот, да ви се обратиме и да ги кажеме мерките кои што се однесуваат делумно и на луѓето повозрастни, и меѓутоа дел од мерките кои што се однесуваат и на целокупното население, а се во рамките на здравствениот сектор. На почетокот дозволете да кажам дека ми е чест заради тоа што сметам дека се повозрастните луѓе носители на вредностите во нашето општество. Вие сте сведоци на многу времења, сте поминале многу, сте поминале развојот и напредокот на нашето општество. Вие сте носители на традициите и така ги пренесувате на нас помладите. Викаат, ако сакате да знаете дали правите добро, прашите ги постарите. Значи сте наши коректори. И од тука ги влечеме советите и прашањата. И затоа беше тоа една од причините зашто сакавме да организираме ваква средба со председателката, договоривме да и во периодот кој што следи, на различен начин, со различни фокус групи од вас, организираме и други средби кои што можеби да бидат делумно и едукативни, освен што ќе бидат вака информативни за мерките кои што ги превземаме, заради тоа што навистина вложивме многу конкретно во секторот здравство, нешто што би требало повозрастните луѓе како чести корисници на здравствените услуги заради биолошки причини тоа да го осетат. Спомна премиерот за квотите, тоа беше една мерка која што навистина требаше да се направи многу одамна. Не само заради самиот пристап до лекот во било кој ден од месецот, не само заради практичниот аспект, не само заради тоа што со укинувањето на квотите нема повеќе ниту паника, ниту
страв, ниту гужва во аптеките, навистина поминавме повеќе аптеки ширум државата и секаде викаат фармацевтите, видите, веќе е релаксирано. Нема гужва, никој не се расправа со нас, може да си добие лек кога сака, на рецепт и така натаму. Драстично за само еден месец се смени сликата за еден многу сериозен проблем кој што се провлекува со децени. Многу важно, нема стрес. Нема стрес. Стресот Да. е важна работа. Пошто стресот после калеми и други компликации. Меѓутоа има и еден друг аспект. Се менува концептот на функционирање на матичниот лекар. И јас како матичен лекар, кога ќе ми дојде пациент за кој што знам дека у било кој ден од месецот може да добие лек, ќе му давам еден или два рецепти за таа терапија која што во тој момент треба. Меѓутоа, ако знам дека може да остане без лек во текот на месецот, ќе размислам чега му дам уште 2-3 рецепти за секој случај човеков да не остане без лекови. И што се прави? Се трошат лекови, многу често без пари. Домашните аптеки, сведоци сме и знаеме дека многу често лековите завршуваат у ѓубре пошто не се користат. Огромен беше трошокот. Значи со оваа мерка и со мерката за дупла контрола, спомна премиерот, во некои региони трошокот за лекови се намали. Има аптеки кои што реализацијата е навистина помала. Тука дури се сомневаме на злоупотреба, меѓутоа има институции кои што тоа ќе се го испитуваат понатаму. Ова е само еден дел од мерката на реформа у примарното здравство. Што е тоа што е битно да го знаете, а што во периодот кој што следи ќе се имплементира кај матичните лекари. Им даваме поголема слобода согласно зголемувањето на капитациите. Сега добиваат 8 денари повеќе по капитационен бод. Помеѓу 1000 и 2000 се обично најчесто просекот на пациентите кои што се прикрепени од матичниот лекар, значи помеѓу 8 и 16.000 денари ќе добијат. Плюс пари од тоа што го добиваат сега, многу полесно може сестра да вработат или да зголемат платата на таа која што работи, може сметките да ги платат многу полесно, може административен работник да вработат и тоа на скратено работно време со измената во правилникот, се со цел повеќе се посветат кон пациентите, да не се оптеретени, се жалат матичните, имаме еден куп да пополниме компјутер, администрација и така натаму, не можеме време за преглед да посветиме. Значи, ова е една суштинска реформа. Дополнително на ова им даваме екстра услуги. Значи, ќе имаат обврска да си ги завршат работите кои што сега ги внесуваме во договорите, односно правилникот согласно моделот од Словенија. Долго време разговаравме со Светската здравствена организација да видиме кои од моделите на здравствени системи во регионот е најкомпатибилен на нашиот, се одлучивме на словеничкиот и според него сега матичниот лекар ќе има обврска согласно своите прикрепени пациенти. А ако има група на пациенти над таа и таа возраст, мажи, мора да се испита ПСА за простатата. А ако има таа и таа возрастна група на жени, мора да се осигура дека таа жена мамографија ќе направи. Ќе добија дозвола да препишат повеќе лекови. Сега се ограничени со рецептите и тоа е поврзано и со позитивната листа, која што сега ја менуваме заради тоа што законот малце подолго време стоеше во собрание и некој уште во текот на минатата година почнавме да работиме со Светска банка на ревизија на позитивната листа што не е смената над 10 години, што нема нигде во регионот, толку и толку нови лекови се на располагање. Верувам дека ќе успееме во овие следни 2 месеци тоа конечно да го завршиме, значи да се препишат повеќе лекови на матичниот, да не мора да ве упатуваат на специјалист, да чекате, да закажувате редови, гужви во амбулантите за да стигнете до лекот. Не, сами од матичен да заврши работата. Па подобро да прати хронични болести, ама со известување за промените у состојбата на кардиоваскуларните, притисокот, остеопороза, тироида, меѓутоа и кај помладите. За прв пат да имаат обврска да детектираат психолошки проблеми кај децата, евентуално семено насилство, дебелина кај децата, кој што после се провлекува и дава компликации во здравјето и отежнување на здравствената состојба кај децата. Значи една севкупна реформа во која што окинувањето на квотите е еден сегмент, зголемувањето на капитациите е втор сегмент и овие екстра услуги кои што директно треба да ги осетат граѓаните се третиот сегмент. Добро што го спомнавте прашањето на мобилната аптека, имаше многу малку мобилни аптеки сега ширум држава, а токму квотата беше причина зашто луѓето не се нафаќаа. Едноставно на аптеките не им се исплаќа. Сега нема ограничување на квотата и секоја аптека практично може да купи комбе и да има мобилна аптека. Ние, знаејќи дека тие тоа нема да го прават сами, значајно ги зајакнавме патронажните сервиси во здравствените домови. Примивме 200 луѓе на работа во здравствените домови, 50 на доктори и околу 150
медицински сестри кои што се сега дел од патронажните сервиси. Сега во овој момент се прават распоредите, во некои региони веќе почна, во Кочани почна да функционира, во Ресен почна да функционира и во Битола. Што е целта на патронажниот сервис? Ги зима информациите од матичните лекари, каде има потешко подвижни луѓе, каде има постари со хронична терапија кои што треба да одат во аптека, каде има доилки со мали деца. Значи се што треба да биде здравствена услуга во домот или многу често во рурално место, амбуланта у која што порано имало доктор, а сега нема, а има објект. Тука доди, нема потреба повеќе од еднаш или два пати на неделата. Толку е потребата за населението да евентуално има таква услуга. И по систем на ротации, таа услуга ја даваат кон граѓаните. И плативме лекарите со просечна плата на лекар, медицинските сестри над 20.000 земаат со цел тука да си го најдат местото им. Сите инаку размислуваат да заминат во Германија. Со сите тие мерки на стимулација за вработување на младите. Со зголемувањето на платите на сите здравствени работници. Над 40% лекарите специјалисти вкупно, почнувајќи од почетокот на 2018 година. Со дежурствата. Над 23% медицинските сестри. Општите лекари 15, со работниците и така натаму. Минатата година сите земаа, вклучително и администрацијата. Сите тие сакаме да ги стимулираме овде да останат, да работат, заради тоа што одењето на младиот медицински кадар е тренд секаде во светот. Посебно од овие земји во регионот иднината ја гледат во Германија, а во Германија нема заради тоа што германците ја гледат во Америка, и во Канада, и во скандинавските земји. Тоа што ние ќе го направиме како наш автентичен модел. А веќе има резултати. Се поголем е интересот. Има групи на специализанти кои што не зимаа на тој начин плата и сега еви инсистираат, штрекуваат пред министерството, дај да ги менуваме законите, да земеме плата согласно зголемувањето. Сакаат луѓето да останат до земја. Тие до сега кои што чекаат да завршат специализација за да одат надвор, сега инсистираат да им го трансформираме работниот однос за да останат тука. Значи има ефект. Сме направиле добра проценка, сме разговарале. Заедно сме ги разговарале мерките. Не сме правеле наметнати решенија. Не, сме седеле заедно со здруженијата на специализанти. Младите, дај да видиме што сакате, што оваа држава може да направи. И разумни се младите. Кога ќе седнеме, кога ќе разговараме, кога ќе кажеме, видете толку е чергата сега, до година волку, вака беше претходно, разумни се, сите викаат добро. Значи избегнуваме наметнати решенија, сакаме сите процеси да ги тераме вака отворено, транспарентно, инклузивно со сите кои што се чинители во тие процеси и очигледно дека има ефект. Вакцините, вие сте во возрастна група во која што мислам дека за значењето вакцините не треба да зборуваме. И кога гледаме историски наназад, кога и да има вакцина за грип, огромен интересот. Проблем ни беше младите под влијание на социјалните мрежи и лажните вести, предизвикувала аутизам, глупости, не ги вакцинираат децата. Значи, ако во едно семејство старите луѓе се вакцинираат, знаејќи ги бенефитите, вие сте сведоци, можеби и памтите и од раскажување и на ваши какви болести се искорениле со вакцините. Значи, вие точно ги знаете бенефитите. Тоа ние успеавме да го совладаме, таа епидемија, за жал, со морбили што ни се јави и еве со јавни дебати, со кампањи се обидуваме да подигнеме свеста за и младите, свата дека е тоа вистинска инвестиција во здравјето. Значи, ние минатата година за прв пат обезбедивме бесплатни вакцини, 28.000, лани не се искористија сите, па ги поделихме и на здравствени работници. Оваа година проширивме, значи сега сите пензионери може да добијат бесплатна вакцина. Огромен е интересот и имаме уште една донација за уште толкова количина. Ќе се вакцинираат сите од грип. Најсовремена е 4-валентна е вакцината, има 3 и 4-валентна. Ние сметавме дека тој четвртиот предизвикувач е типичен за регионот, согласно епидемиолошките анализи на Светска здравствена организација. И знаете, многу тешко да се предвиди каков тип на грип ќе има оваа сезона. Секоја година се прават тие анализи и таква овој вакцина се набави во здравствениот дом. После 14 часот има термини, може да закажете преку матичниот лекар да добиете таа бесплатна вакцина, заради тоа што знаете. Грип кога ќе фати човек и компликации може да му се накалемат и да остане во кревет подолго време, едноставно барем 10 дена не е способен за ништо, а ова е одлична можност за превенција. Ние во рамките на клиничкиот центар, еве уште една работа да се пофалам. Преска зборевме со
председателката, засадивме дрва, борови и сега малце е смената слика, денеска уште цвекињата ќе дојдат да го племениме просторот, така да ќе биде. Министер, тоа ќе го насликаме и во пензионер плюс ќе го објавиме, да знаат дека може да прошетаат во кругот. Во паркови Нема да малце е ги оплеменуваме парковите. Направивме договор со службата на Црвен крст. Таму има сега луѓе кои што се водичи. А кој ви треба помош, јасно се обележени 7 пункта се. Има волонтери во Црвениот крст и најинтересно од се пензионирани сестри и доктори се пријавија. А не очекувавме. Мислевме млади ќе дојдат. Не, викат, сакаме ние. Тука сме работеле, сакаме да помагаме. И одлично, над 30 луѓе се пријавија. Си прават ротации, помагаат на луѓето, кај да се упатат, посебно кога ќе ги упатат од една амбуланта во друга, одлично функционира мерката и таа е на располагање за сите граѓани. Сега со цел да не должам многу, само да одговорам кратко на неколку прашања што председателката ги постави. Ќе правиме анализа за партиципацијата, дел по дел ги ослободуваме, спомна примерот, сега се сите со подпросечната пензија покриени, ги ослободивме децата чии што родители беа приматели на социјална помош, па последниот чекор и родителите, значи тоа беше во текот на оваа година, отворени сме за сугестии, да ги видиме вашите анализи, да ги споредиме со анализите на Фондот за здравствено осигурување, заради тоа што сметавме дека во оваа смисла сепак еден од приоритетите беа платите на здравствените работници, заради дефицитот, заради одливот на кадри, но и заради стимулација на младите да останат во нашата земја. Позитивната листа, верувам дека законот скоро ќе помине, меѓутоа да ви дам и еден совет. Секогаш треба да прашате дали има генерички лек кој што ви следи со рецепт. Многу често самите фармацевти даваат лек брендиран за кој што ви бараат доплата, си имаат они комерцијални причини зашто го бараат тоа. Нема апсолутно никаква разлика во квалитетот на лек, едно, друго или трето звучно име. Ако е генериката, основата иста, а помеѓу 70 и 80% на лекови нашиот фонд за здравствено осигурување покрива. Без разлика на тоа што ефектот е идентичен. Дали ќе се вика некој звучно име, не знам, Крка, ќе слушнете си да го знаеме, или некој што непознато, идентичен е да знаете, а фондот го покрива генеричкото име. Комотни да бидете, да не доплаќате заради собствена сигурност, нема потреба. Идентичен е квалитетот на лекот. Брзата помош, уште само да искоментирам на кратко. Капацитетот со возила го дуплиравме. Имаше 6 функционални, сега имаат уште 6. Примивме 84 доктори, најмногу се, зборам само за идна помош, најмногу се во здравствен дом Скопје. Во последно време, вие као корисници секогаш сакам да слушнам сугестија и прашање. Јас не сум слушнал од службата поплака дека има, меѓутоа сакам да поразговараме конкретно за да видиме, за да ги решиме, да. Не, притисокот беше поголем и жалбите кога нема возила и кадар. Пак викам, прифаќам апсолутно, меѓутоа да седнеме да видиме, затоа кога ќе слушнеме од вас, знаеме како да интервенираме и да постапиме, односно каде да го коригираме системот. Добро, да не должам многу. Благодарам. Јас би сакал едно прашање кое председателката го напомена. Јас сум министерот за здравство, веќе сум се видел неколку пати за тоа. Се работи за темата возрастните луѓе и возењето. Благодарејќи на разбирањето на Министерството за внатрешни работи, ние успеавме да го подкренеме лимитот за лекарските прегледи од 65 години, прво на 70, а од неодамна и на 75. Меѓутоа има уште две работи кои сакаме да ги имплементираме и да бидеме во согласност со европските пракси. Јас сум член на Комисијата за здравство во Сојузот на пензионерите и ние имаме покренато веќе една иницијатива и писмено си имаме обратено до Министерството за здравство. Јас лично имам остварено контакт со министерот. Меѓутоа, конкретно се работи за измена на правилникот за оцена на здравствената способност на лицата возачи. Морам да кажам дека тој правилник е многу анахрон, не е изменет долго време и мислам срамота е да имаме таков еден правилник. Ние дадовме предлози не за здравство.
со внатрешни имаме многу добро разбирање и тоа го решиме веќе и мислам дека се уклопуваме во европските процеси. 75 години е окей. Во однос на ова, ние им дадовме наши забелешки, се понудивме и за соработка и за помош, меѓутоа морам да признам дека немаме фидбек од таму, може да министерот знае нешто. Ако има, добро, ако не, се нудиме еве пак да тој проблем го решиме, бидејќи стварно работата се решава за една недела дена, а не кошта ништо. Ништо не кошта. И друг еден аспект, демографските движења се такви да населението старее и тоа во Европа во последните 15 години многу се е присутно. Постојат европски насоки за решавање на тој проблем за возењето и како се врши продолжувањето на возачките дозволи кај постарите лица. Во многу земји тоа не е сврзано воопшто со лекарски прегледи, а во 24 земји од 27 европски тоа продолжување го прават матичните доктори. Јас прелиминарно тоа му го напомнав на министерот. Ако треба, ние можеме да организираме една маса со тркалезна со луѓе од кај вас кои се задолжени за тоа и да го продискутираме тоа. Значи, нашата идеја и предлог е да тоа го префрлиме на матичните доктори. Сега, во моментов, пензионерите се изложени на непотребни трошкови, одат по разни приватни институции, кои имаат некои тимови тамо, кои воопшто не си ја вршат работата како што треба, ги прават тие прегледи за пари, изложени се на губиток на време и на губиток на пари. А тоа е веќе решено во Европа на тој начин. Благодарам. Најпрво поздрав до премиерот и до министерот, од Сдружение на пензионери Прилеп и член на извршниот одбор, Славко Трајковски. Министре, че се сетиш по Прилеп, слегов долу во входот, ви честитам за решавањето на проблема со лековите во аптеките. Јас сум тој. Уште една сакам пред сите да ви честитам, решивте голем проблем. Пензионерите во Прилеп, над 14.000, нема кој не е задоволен. Верувајте, сите сме задоволни. Има пензионери болни, има пензионери што децата не иче да му зема лек, запатени се. Вие решивте голем проблем. И продолжете така, ќе ви бидеме многу благодарни. Заедно со премиерот. Секако сега, и за него едно прашање, не прашање. Сакам да ви кажаме на работа, може да знаете, може не, ако знаете добро, ако не, ќе слушнете. Јас сум човек, председател, кој сакам да контактирам многу со пензионерите, многу ги слушам пензионерите. Ме боли главата после, ама сакам да ги слушам. Премиер, имаме сиромашни пензионери, да знаете ова. Ама имаме и најсиромашни. Верувај, најсиромашни. Еве кои се тие. Брачен пар во Прилеп зема пензија само мажа. Прилеп е тутунарски град. Во времето жената не работела, не зела пензија. Гледала деца, садела тутун, нема пензија. За несреќа, мажо што ја зема пензијата, зема најниска пензија, испод 10.000. И сега ми иди пенсионерот. Те гледам добар човек, сакам да ти кажам, да ми олесни малце. Ајде му викам. Ве вика јас со пензијата, еве види колку рецепти имам, не можам да си земам лекој вели. Некој ми вели, абе вика, немам пари, одам срамежливо во сабота и во среда во Прилеп, после пазар збирам компири што ќе најдам да јадам, ми вели. Ама ми плача, верувајте, јас тоа тешко го доживувам. Има пензионер, ми вели вака, не можам едно бомбонче да му купам на внуците. Шо дедо сум јас, се кријам кој да дојда. Јас сум многу загрижен за овие луѓе. И затоа сакам да ви кажам да го знаете ова. Му давам не ден 5-6 имам на купи си нешто. А не вели, јас не дојдов да просам. Да ти ја кажам маката дојдов. Јас морам да живеам со ова пензија, ја морам да ја прераспоредам ова пензија. Мене ми е многу тешко. Нас не ичи никој, ние сме сиромаси, не комшите не ича, ама и децата почна да ја не ича. Премиер, за ова да го знаете, дека е вака. Што може да направите за овие луѓе? Ви кажувам, јас сега имам акција. Сите председатели на оградоци ги задолжив да ги запиша овие пензионери. Ние му даваме еднократна помош. Ние му даваме хуманитарна помош пред нова година. Ама не му го решаваме проблемот. Ние даваме доста пари за пензионерите. Хуманитарна болест, 1.800.000 даваме година. Мислам ретко кој дава за женија. И тоа е добро и ќе даваме. И ќе се бориме за овие. Али да
кој ќе се подкачува пензиите, водете сметка им да се најде некој начин за овие пензионери. А ние ќе помагаме и вие да му помогнете, да и чите се луѓе како нас. Сака со внучината да се, абе нема ништо порно од внуците. Верувајте, мене кој ќе ми кажи син ми с нами, оди пречека Елена од школија и ја страфа од деца, најголемото задоволство. Најголемо задоволство. Така и тие пензионери сакаат да има такво задоволство. Ете само тоа, ви благодарам. Значи, секојдневно после она искажување на министерот за внатрешни работи на седницата на собрание, дека прашањето околу изедначување на пензиите на припадниците на пензионери од МВР се јавуваат и прашуваат дали и кога ќе се реши прашањето. Тоа ми е прашањето, бидејќи навистина многу луѓе се јавуваат, а ние не знаеме што да им кажеме. Ние веруваме дека ќе се реши прашањето. Така да. Јас ви благодарам. Але Венко прво ти да дадеш одговор. Здравствуйте, што беше пропустено? Ние разговаравме со организација на Црвениот крст. Они беа вклучени во тој процес. Работата запна околу тоа кој да биде овластен да ги прави тие контроли. Тука менаџиравме неколку процеси, разговаравме со неколку организации кои што се овластени тоа да го прават и мислам дека можеме у периодот кој што следи да дефинитивно седнеме уште еден состанок да направиме за да го видите предложеното решение, за да постигнеме консензус. Но имам ја задршка малце околу матичните, дали имат експертиза за се. Очно ушното е сепак работа на специјалист. И тоа е сериозна работа. Мислам дека можеби поинаков терк има, поинако се едуцирани во другите земји. Уште една средба уследниве 2 недели веќе е тоа финализирано. Ние драфтот го имаме спремно. Неколку пати се видовме со генералниот секретар на Црвениот крст, кој што беше сериозно заинтересиран за ова. А се со цел да прво во право се за правилникот дека е многу стар, ама од друга страна и да можеме подобра контрола да имаме на процесот. Благодарам за пофалбата за лековите. Венко ми е сведок еден ден, следејќи како минат граѓаните, колку се чека, колку нервоза е. Рековме, се собравме со двата директори на фондот за здравство. Дај бе, луѓе, пуштете тој бе. Па што сака нека пари е на крајот? А се работи за здравје. Па со што ги троши државата парите ако не за здравје? Дај пуштете. Ајде да видиме тука Венко што може да направиме. Ден Дончев и другиот директор. Дали можеме да зајакнеме малку контролите, да не некој тоа го злоупотреби. Вер тоа што може да се случи трговија со лекови, некои фиктивни рецепти, па фиктивно од аптеките да излегуваат лекови или слично, а на крајот сето тоа треба фондот да оплати. Направивме малку зајакнети контроли, ја воведовме личната карта како идентификација и сега веќе гледаме дека може. Тука беше храброста само и ги даде резултати. И сега следиме. Еве готово, кога е стабилизирана работата, никој нема потреба да трупа дома лекови. Знае кога и доди, ќе си го купи лекови. Нема потреба такви. Па тука па застарени рокови, па не се следи секој пати рокот, па има влијание тоа или нема влијание. Предизвикуваше сериозни проблеми. Во делот на сиромашните пензионери, првото решение при покачувањето на пензиите тука мора да расте повеќе покачувањето. Тие се најсиромашни. До најминималната пензија беше 8.780 денари, така нешто, 780 денари. Да, тоа е многу ниско. Само една сметка за струја и водата е толку е. Кај се лековите, кај се другите трошоци што ги имаат луѓето. Сакаме тука да имаме посериозно покачување и второ на пензионерите кои што се посиромашни, а веројатно и за сите други пензионери, сакаме да воведеме така наречени општествени активности да не ги вршат во општеството пензионерите. Што значи тоа? Да бидат очи и уши на институциите, они се слободни. Не знам, каде за 2 месеци дрвата стојат на тротоарот, никој не ги крева. Да го каже во комуналната инспекција. Значи не е тоа лошо или пријава. Да ги отстрануваме слабостите кои што ги има. Го горат контејнерот, го палат, го загадуваат воздухот. Пензионерот е тука, шета во малото, го гледа. Сето тоа да го плаќаме по 3.000 дарки, по 5.000 дарки. Склучуваме договор како општина, како одредена државна институција и да направиме дополнителни ангажмани. Пензија си е пензија. Ма секој може дополнително нешто плюс општествено одговорно. Ем државата да се ја заврши својата работа, ем да даде некоја мотивација плюс на парички повеќе пензионерите.
И гледаме сега ваквите модели. Со ЗЕЛС развиваме дел општините, дел државата, да ги направиме ваквите, ќе дадеме придоне. Зошто не? Јас само набројав 2 работи. Кој знае колку има многу работи кои што може да ни бидат, заради тоа што пензионерот секој пат околината која што е околу нас ја создал со своето работење, ни својот животен век, има најдобро намерна побуда да води грижа за тоа, го боли кога гледа дека нешто се растура, нешто не чини или слично, може да ја заврши општествената работа и за тоа да биде платен. Оти во друг случај државата па на други места ги плаќа тие пари. Така да сакаме на тој начин тоа да го помогнеме. За старечките домови или пензионерските домови, дефинитивно мораме да знаеме дека тенденцијата е на приватни старечки домови. Државата ќе гради, но решението каде е? Субституцијата на разликата. Нека има приватни, тие се дури и поквалитетни, водејќи грижа за својот профит, гледат да испорачат квалитетна услуга, проблемот ни се јавува, слаби се примањата на пензионери. И тука мора државата да улета, да го препокрие тој дел, за оној дел на пензионери кои што имат потреба од пензионерските и старечките доми. Наша проценка дека тоа е во моментот 5 до 7%. Не е и повеќе, некој пат може и помалку, ама нели кога прават луѓето зависи, ако се добри условите, некој ќе се определи да ги растрети децата дома, кога знае дека тука има и социјален живот, дружење и се, ќе се определат, дека го отворите како можност, треба да го отворите малку за поголема грижа. Јас верувам дека се повеќе и повеќе во времето што доаѓа, ќе видиме по телевизијата како се отвара старечки домови. Тоа е многу важно, за да знаат луѓето, психолошки го прави малку животот по-спокоен. Знаете дека имате опција. И кога ќе одлучите таа опција, државата ви е тука да ви се најде, да ја покрие таа разлика која што вие можете од вас, ама остатокот државата да го плати. Тоа е исто водење грижа према својот народ. Така да дел од економските мерки кои што ќе ги развиваме, нели ние сега за фабрика ако гради даваме пари од државата, простуваме даноци или слично. Ќе ги внесеме во дел од програмите во економските мерки. Секој што ќе тргне да изгради старечки дом, исполнети стандарди и услови се, и ќе понуди ниски услови или како цени за пензионерите, ќе добие субституција од државата толку и толку во помош на приградењето. Значи такви мерки сакаме да градиме заради тоа што го гледаме недостатокот. Влеговме ние тоа во детските градинки што викате. Светска банка ни даде поволни кредити, плюс грантови добиваме за оваа работа со се, ама животот е сите заедно. И старечките домови мораме да ги решаваме во државата. Интересно е ова со внатрешноста која доаѓаат луѓето за да имаат бесплатен превоз. Можеме прв пат да направиме со клиничкиот центар, со ова решение, заради тоа што најголем дел доаѓаат за здравствените потреби. Сега веќе не мора да е тоа внатрешно. Локацијата знаете каде е на клиничкиот центар. По обиколницата од секој случај. Дали ќе дојде од Западна Македонија, тука ќе влезе, дали од Источна Македонија ќе влезе или од Централна Македонија ќе влезе. Сете покрај автопатот, односно обиколницата на Скопје, и тоа ќе можеме навистина да го организираме. Кога се случува, па дури и внатре во одредени болници, оти во 8 септември, како нова градска и старата градска што имаме тука кај собранието, не доаѓаат само од Скопје пациенти. Доаѓаат од цела Македонија. Тоа го гледаме ние во извештаите во се. Зошто? Заради тоа што оди по специјалистот. Го знае дека е добар. Оди таму знае дека има добра метода или слично, и тоа е право на граѓаните да изберат каде ќе одат, и затоа мора да овозможиме еднакво транспортирање и превоз и на пензионерите кои што се од внатрешноста. И на крајот за МВР, знам дека сте свесни колку е комплексен проблемот. Волја има од министерот за внатрешни од наша страна. Што ни е проблемот? Тоа отвара Пандорина кутија, го знаете. Ако го решиме, тоа 93-та е навално проблемот. Ако го решиме, мора да биде тоа одржливо. Ние не сакаме да загрозиме со некои наши чекори придобивката на стабилен фонд што ја добивме. Ниту вие сакате. Вие сакате решение правично, тоа што ве следува. Оти еден дел имат можност, а другиот дел да немат. И тоа боли кога има нееднаквост. Барат решенија, стручни служби од фондот, од Министерство за финансии, заедно со сите вработени во МВР. Министерот го има тоа јавно кажано, за да прави притисок и врз службите да го најдат решението. Некој пат не е доволно министерот, премиерот, владата да имат, и па и парламентот да имат. Мора да се најдат одржливи решенија. Верувам дека ќе се најде решение на тој проблем. На крајот, председателке, со ваше дозвола, јас да се заблагодарам од моје име, од министерот и од името на владата за вашето гостопримство денес. Сега на мене на крајот ми останува да
кажам дека имавме прилика на вистина денеска да слушнеме конгломерат на мерки кои што ете ги преземат надлежните органи заедно со владата за сите граѓани па и за пензионерите. Го слушнавме гласот дека се што се случува во нашето општествено-економско милје се реперкуира и на пензиската сфера и кај пензиите. Тоа е несомнено, бидејќи се на некој начин врзани садови. Меѓутоа, слушнавме и тоа дека усогласувањето, односно зголемувањето на пензиите, ова значително што сега ќе се случи и ќе го покачи нивото на пензиите, па и за овој корисник на пензија од Прилеп е многу значајно и дека тоа не е направено на еден би рекла вештачки неодржлив или популарно да се израза модракав извадено зголемување, туку е резултат на согледување и на анализи. Сиве овие 2 години додека се правеше стабилизирање на пензискиот фонд со реформата што се направи на пензискиот систем, која ние милуваме да ја кажеме реформа на реформата, од каде што се извлекоа сите, да речам, се отстранија сите негативности кои што ми се чини дека еден дел беа во интерес на идните пензионери, еден дел за нас постојните корисници на пензија, бидејќи се инкасираа повеќе средства на државниот пензиски фонд. Тоа е исто така една од причините за подобрување на дефицитот во пензискиот фонд. Пензионерите секако дека нормално се најмногу задоволни кога ќе им се зголеми и усогласи пензијата, но се свесни дека, како што истакна и премиерот, дека треба ние да внимаваме да имаме одржлив пензиски фонд како на краток, така и на долг рок. Ова зголемување впрочем се темели на такви, да речам јас, согледувања, сега да не ги набројувам и да не го узурпирам времето, меѓутоа ме сепак потикна дискусијата на нашиот колега од Прилеп и јас би рекла и би ги прифатила, се верувам, а и вие сте согласни, покрај пензијата, оти знаеме колкави се пензиите, во едно општество многу важни се другите пропратни мерки. Социјални, економски, здравствени, не знам, општествени, туристички, како да кажам, кои што ќе му помогнат на пензионерот за да има пристојна, би рекла, старост и достоинствен живот во третото доба. Верувам дека тоа се и трендови што се во европските земји и се гледа дека кај нас тие процеси веќе се отпочнати и ја би рекла пензионери за нас доаѓаат убави времења.